Растот на животниот стандард во Македонија е резултат на макотрпна и посветена работа на владата, која ќе продолжи со исто темпо да работи и во иднина, посочи премиерот Христијан Мицкоски. Тој смета дека резултатите објавени од Евростат, кои се однесуваат на порастот на куповната моќ на граѓаните, се доволен демант на невистините што опозицијата ги пласира во јавноста. Се водеше, би рекол, плитка кампања која што повторно беше демантирана и повторно предпоставувам од опозицијата и дел од тие медиуми ќе жалат и ќе бидат разочарани зошто Македонија не е најслаба, туку е многу подобро од неколку земји на Европската Унија и би рекол од сите земји во регионот. Пред 2 дена Евростат ги објави податоците за минималните бруто заработки на земјите членки, но и на кандидатите. Бројките покажуваат дека минималната бруто плата ке нас изнесува 624 евра бруто износ и за 10 години се зголемила за 388 евра, односно во 2016-та изнесувала 236 евра. И ако тоа се спореди со бројките од пред 3-4 години, ќе може да се забележи значаен напредок. Дали е тоа доволно? Не е. Дали ќе работиме за уште повеќе и уште подобро? Апсолутно. Мотивирани сме како никогаш. Ако се спореди по куповната моќ, според мерењата на Евростат, Македонија е пред Србија, Црна Гора, Турција и Албанија, како и пред 7 други земји членки на Европската Унија.